Образовниот систем е еден од столбовите на државата, а столб во тој систем треба да е наставникот. Колку е цената оваа професија во Македонија? Колку институционално се помага на наставниците кои се содруваат со разни предизвици и потреби? На овие прашања често треба да дава одговор ресорното министерство. Вчера беше празникот на просветните работници. Имаше разни пригодни функционерски говори, се дава и признанија за најдобрите наставници. Беше најавен и почетокот на кампања за подигнување на јавна свест за суштинската важност и незаменливата улога на наставниците во општеството. Да се надеваме дека ова е само почеток на она што треба да се направи, а не да се чека нов празник за да се кажат убави зборови и ветувања за наставниците. Секако на потек се и самите наставници кои треба да го дигнат нивото на својата работа, оти тие пак треба да пренесат знаење и вештини на еден друг важен столб во државата, на децата. Синокешниот сериозен дефект на голема водоводна цевка во населбата Влае уште еднаш покажа дека локалните власти треба подобро да ја прегледаат целата водоводна мрежа на Скопје. Оти пречесто се случуваат инциденти по кои делови од градот се без вода, а во некои делови е намален притисокот. Да не зборуваме за огромните губитоци на вода во системот кој лани се мереше во над 43.900.000 метри кубни. Тоа значи дека изворот Рашче дава многу вода, ама неприфатливо голем процент неповратно се губи. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје одамна најавуваат дека има усвоена проактивна политика за детекција на реалните загуби во мрежата и стратегија за намалување на загубите. Беше најавувано и дека со сателитско снимање во Скопје ќе се откриваат водоводните дефекти и дека до сега се откриени над 200 невидливи дефекти. Но ете, тоа не е доволно. Водоводната мрежа во Скопје очигледно има многу црни точки кои поради застареност или несоодветна поставеност и одржување демнат и може буквално да експлодираат како што тоа се случи синоќа во Влае. На потек е јавното предпријатие и град Скопје, особено што токму од овој месец се покачи цената на водата за пиење. Изборната кампања влегува во втората недела и денеска продолжуваат представувањата на кандидатите за градоначалници и советници. Растрчани се и партиите и независните кандидати нудејќи своји визии и причини зошто македонските граѓани треба да гласаат за нив. Граѓаните пак следат, ги вагаат понудите, а и реагираат преку социјалните мрежи дека локалните теми како да се ставени по страна. Ни зборуваат и ветуваат за пензии. Други не уверуваат дека се борат за повисоки плати, но тоа не е во надлежност на градоначалниците. Нас ни треба сега визии за канализации, за исправни водоводи и нови градинки, е краток сублимат на таквите реакции. Деновиве се случува дебакал со откуп на индустриската пиперка Ајварка, обвинија од СДСМ. Александар Димитриевски од Комисијата за земјоделство на оваа партија кажа дека ветената цена за откуп од 45 денари за килограм од владата на ВМРО ДПМН не е реализирана. Половина од годишната реколта на пиперката стои на нивите, а земјоделците не знаат што да прават со неа. Проблем е и што субвенциите од минатата година за пиперката се уште не се исплатени, реагираа од СДСМ. Со реакција на обвинувањата од СДСМ излезе министерот за земјоделство Цветан Трипуновски, кој тврди дека откупот на пиперката Ајварка се одвива непречено, оти е договорена динамика и целата пиперка ќе биде откупена по цена не пониска од 25 денари за килограм. Вчера денот беше убав и погоден за маратонците во Скопје. Зошто не беше погоден и за скопјани кои во мал број излегоа да го следат најголемиот спортски настан годинава, во кој имаше дури 14.000 учесници, меѓу кои врвни атлетичари од Кенија, како и нашиот супермаратонец Дарио Ивановски. Маратоните во светските градови се настан, атракција не само спортска, туку комплетно општествена и социјална манифестација. Фестивал на енергијата на секој град домаќин. Бостон живее за маратонскиот викенд. Парис и Лондон со посебни програми привлекуваат не само натпреварувачи, туку и туристи од цел свет. А улиците се преполни со поддржувачи и навивачи
кои на маратонот му даваат посебен шмек. И во Скопје минатите години беше слично, но оваа година, иако организацијата беше на уште повисоко ниво, иако имаше рекорден број на надпреварувачи, скопјани направија неславен рекорд – најмала посетеност. Тук таму по некој гледач, ретко кој заинтересиран што се случува на улиците, ретко кој со поддршка на маратонците, ретко кој ги изнесе децата барем да гледаат спортски примери. Единствено што се издвојува се волонтерите како и одредени љубители на трчањето, па дури и тие што тераа шега со скопски шмек. Дали Скопје стана на град кој не може да го направи маратонот по масовна манифестација? Дали поинтересно на скопјани име да гледаат маратони во други градови на телевизија, отколку во живо, или пак требаше годинава да трчаат Цеца и Дино Мерлин за да има публика? Од вечерва на полноќ поевтинуваат горивата, соопштува Регулаторната комисија за енергетика. Со нови намалени цени ќе бидат сите видови на горива. Евросупер 95 од вечерва ќе изнесува 74 денари и ќе се продава поевтино за 1,5 денар. За 1,5 денар поевтинува и Евросупер 98 плюс, кој од утре ќе се продава по цена од 76 денари. Цената на евродизел се намалува за 1 денар и од утре ќе чини 68,5 денари. Се намалува и цената на екстра лесното масло за домакинство за 1,5 денар, односно од утре ќе се продава по цена од 68 денари. Поевтинува и цената на мазотот од 37,6, сега ќе се продава за 36,7 денари по килограм. Целата територија на Македонија се уште е под ладен и врнежлив бран. Најмногу дожд во последните 24 часа наврнало во Крушево 10 литри на метар квадратен, во Претор 8, а во Битола 4 литри на метар квадратен. Утрово најстудено беше во Берово и во Крива Паланка, каде беа измерени 8 степени, додека најтопло беше во Демир Капија со 13 степени. Националниот џез оркестар заедно со студентите од Факултетот за музичка уметност во Скопје и од џез академијата утре во Штип ќе одржи концерт во малата сала на Филхармонијата. Ова е концерт посветен на креативноста, енергијата и талентот на новата генерација џез музичари. Заедно да ја откриеме и днината на македонската џез сцена и да ги поддржиме младите уметници на нивниот творечки пат, велат од Националниот џез оркестар. Еден хрват загина во лавина во словенечките Алпи, а уште двајца се водат како исчезнати. Спасувачите соопштија дека потрагата ќе продолжи денес, откако синоќа била прекината поради тешки временски услови. И покрај предупредувањата за лоши временски услови, тројца хрвати од Далмација во неделата наутро тргнале кон врвот Тоск во Јулските Алпи. Останатите од групата што останале во планинарскиот дом биле евакуирани од спасувачите од Горскиот спасувачки сојуз на Словенија. Во местото Финикунда во Грција тинеџер изврши двојно убиство во туристички камп, откако не сакале да му дадат соба. Жртви се 70-годишниот сопственик на кампот и маж на возраст меѓу 50 и 55 години. Напаѓачот, кој според првичните информации е малолетен, по злосторството побегнал од местото на настанот. Полицијата започна интензивна истрага користејќи безбедносни камери и се слушувајќи сведоци, за да го идентификува напаѓачот и да го утврди мотивот. Председателските и парламентарните избори во Србија веројатно ќе се одржат во декември 2026 година, а можеби и порано, најави председателот Александар Вучиќ. Тој истакна и дека не планира да го менува уставот за да може да се кандидира за уште еден мандат. Неговиот мандат формално истекува во 2027 година. Двете иницијативи за изгласување недоверба на Европската комисија, односно на Урсула фон дер Лајен, се меѓу главните теми на дневниот ред на овонеделното заседание на Европскиот парламент во Страсбург. Сесијата ќе започне доцна попладнево со дебата по двете иницијативи за изгласување недоверба на фон дер Лајен, предложени од десничарската група Патриоти за Европа и од тамошната левица.
По еден представник на предлагачите ќе ги образложат иницијативите, пошто се очекува пред европратениците да се обрати и фон дер Лајен. Изјаснувањето на пратениците одвоено по двете иницијативи е предвидено за вчетврток. Андреј Бабиш, десничар и поранешен чешки премиер, победи на парламентарните избори со околу 35% од гласовите. Го нарекуваат и чешки Трамп. За да формира влада, ќе му биде потребна соработка со други десничарски партии. Во Брисел владее загриженост дека победата на Бабиш може да ја намали поддршката за Украина и да ја оспори агендата на Европската Унија по прашања за имиграцијата и зелените политики. Ескалира политичката ситуација во Грузија. По убедливата победа на владеачката партија на локалните избори, демонстранти предводени од проевропската опозиција се обидоа да упаднат во дворот на претседателската палата во Тбилиси, што предизвика судири со полицијата. Во инцидентите биле повредени 21 полицаец и 6 демонстранти, додека 5 лица се уапсени. Премиерот на Грузија Иракли Кобахидзе изјави дека демонстрантите се обиделе да ја соборат владата и ја обвини ЕУ за мешање во внатрешните работи на земјата. Администрацијата на Доналд Трамп најави дека ќе започне масовни отпуштања на федерални вработени доколку преговорите со демократите за прекин на делумната блокада на владата не доведат до решение. Блокадата на работата на владата трае од 1 октомври, откако демократи одбија да се изгласа краткорочен закон за финансирање, кој требаше да овозможи функционирање на многу федерални агенции. Индија и Кина најавија дека ќе ги обноват директните летови, меѓу кои некои од нивните градови во 5-годишна суспензија. Ова е уште еден јасен сигнал дека односите меѓу двете огромни држави почнуваат да се стабилизираат. Директните летови им беа суспендирани во 2020 година и не се обновија бидејќи Пекинг и Њу Делки се впуштија во долготрajни гранични тензии. Одлуката доаѓа откако индискиот премиер Нарендра Моди ја посети Кина минатиот месец за прв пат по 7 години, за да присуствува на регионален безбедносен форум, каде беше и рускиот претседател Владимир Путин.